Добре дојдавте во расправа. Денес ке се нурнеме во неколку навистина мочни библиски текстови. Од пророкот Исаија па се до писмата на апостол Павле, користејќи ги согледувањата на Мари Ноел Табу. И додека ги читаме, се соочуваме со едно клучно прашање. Што е поважно за да ги разбереме? Нивниот оригинален историски свет, војните, политиката, културата од тоа време, или пак големата теолошка приказна за надежта и Божиот план што ги поврзува сите нив низ вековите? Јас ке застапувам дека клучот е во таа голема, безвременска теолошка порака. А јас ке тврдам дека ако го игнорираме токму тој конкретен историски момент во кој настанале, ризикуваме целосно да ја промашиме нивната поента и да ги претвориме во абстракции. На универзална порака. Кога Исаија зборува за голема светлина што ќе го осветли народот во темнина, тоа не е само, привремено политичко олеснување. Тоа е ехо на едно многу длабоко ветување за спасение. Матеј векови подоцна го слуша тоа ехо и го препознава неговото исполнување во Исус. Тој не измислува врска, туку ја открива доследноста на Божиот план. Дури спомнувањето на победата на Гедеон. Тоа не е само историска фуснота, тоа е еден архетип што покажува како Бог дејства преку неочекуваното и немоќното. И истото важи и за Павле во Коринт. Проблемот со фракциите не е само локална кавга, тоа е вечниот предизвик за единството на црквата. Значи, историјата е сцената, но драмата е теолошка и се однесува на Божјата спасителна приказна. Јас доаѓам од сосема поинаков агол. За мене, да се зборува за безвременска порака е малку опасно, бидејќи ги лишува овие зборови од нивната итност и конкретност. Пророштвото на Исаија не е напишено за некоја далечна, абстрактна иднина. Тоа е директен, политички говор упатен до еден преплашен цар Ахас, некаде околу 732 година пред нашата ера, кога асирската војна машинерија се заканувала буквално да го збриши неговото царство. Ветувањето за син, идниот цар Езекија, е конкретен одговор на конкретна криза. Се друго е подозна интерпретација. Па погледни го само коментарот во изворот за преводот на зборот Алма, млада жена во Партенос девица. Тоа е совршен пример како подозначната теологија го преобликува оригиналниот текст. Истото и со Коринт. Не можеме да ги разбереме поделбите ако не го разбереме градот. Космополитско пристаниште обседнато со реторика и филозофија. Фракциите се директен одраз на таа култура. Да се игнорира историјата значи да се читаат туѓи писма без да се знае на кого му се упатени и зошто. Добро, но токму во таа способност текстот да зборува и надвор од својот оригинален контекст лежи неговата моќ. Ако пораката на Исаија била релевантна само за цар Ахас, зошто Матеј би ја сметал за толку важна 700 години подоцна? Дали тој само прави грешка? Или препознава нешто подлабоко? Кога Матеј го цитира Исаија, тој не вели: ова е некое ново значење што јас сега го измислувам. Не, тој вели: ова се случи за да се исполни кажаното. Тоа подразбира дека исполнувањето било потенцијално присутно во самото пророштво од самиот почеток. Референците за Емануел, Бог со нас и големата светлина се, како да кажам, преголеми за да се ограничат само на раѓањето на Езекија. Тие се семиња на ветувања што укажуваат на еден многу поголем план. Чекај малку. Ова е клучно. Ако кажеме дека значењето секогаш било присутно, тогаш ја негираме целата историска реалност на оригиналниот автор и публика. Тоа е како да кажеме дека Шекспир, тајно пишувал за интернетот. За Исаија и луѓето што го слушале во 8 век пред нашата ера, идејата дека тој зборува за некој што ќе се роди 700 години подоцна би била потполно неразбирлива. Пораката морала да има значење за нив, тогаш и таму. И значењето било јасно: не склучувајте сојуз со Египет против Асирија, верувајте му на Бог, тој ќе ви даде наследник кој ќе донесе стабилност. Матеј не открива скриено значење. Тој прави нешто што било вообичаено за еврејските толкувачи од тоа време, тој го зема стариот текст и го користи како леќа за да го разбере новиот настан, појавата на Исус. Тоа е креативна теолошка екзегеза, не е историска реконструкција.
Да, ма зарем не е можно преведувачите на Септуагинтата, грчкиот превод на Стариот Завет направен векови пред Матеј, веќе да препознале подлабок, месијански потенцијал во тој текст. Тие го избрале грчкиот збор Партенос, девица, а не само Неанис, млада жена. Можеби Матеј не измислува нешто ново, туку се надоврзува на веќе постоечка традиција на толкување која видела нешто повеќе во зборовите на Исаија. Тоа не е анахронизам, туку препознавање на длабочината на текстот што се открива со текот на времето. Текстот е како семе. Можеш да го анализираш семето, но неговиот целосен потенцијал го гледаш дури кога ќе израсне во дрво. Тоа е интересна одбрана, но сепак само го преместува проблемот. Дури и ако постоела таква традиција на толкување, таа се уште е толкување оддалечено од оригиналниот историски настан. Тоа само покажува дека текстот почнал да живее свој живот, но не ни кажува што значел за Исаија. Да се вратиме на конкретноста. Пораката до Ахаз не е апстрактна теологија, туку е политички совет со огромни последици, дали да се потпре на војни сојузи или на Божјото ветување. Историскиот контекст е се. Без него пророчството станува само убава религиозна поезија. Гледам дека за тебе историскиот момент е клучен. И можеби истиот принцип можеме да го преминеме и на писмото на Павле. Тој не пишува апстрактен трактат за црковно единство. Тој одговара на многу конкретен хаос во Коринт. Но повторно, прашањето е, дали тој хаос е само производ на културата, или културата е само израз на еден подлабок духовен проблем. Имињата Павле, Аполос, Кифа се само етикети. Суштинскиот проблем е што тие го делеле Христос. Затоа Павле го поставува тоа, уништувачко реторичко прашање. Дали Христос се раздели? Тоа го погодува срцето на проблемот, кој е теолошки, а не социолошки. Ти едноставно го заборавиле значењето на крштевањето и единството што тоа го носи. Не би се согласил дека можеме така лесно да ги раздвоиме. Теологијата на Павле е директен одговор на социологијата на Коринт. Мора да разбереме каков град бил тоа. Коринт бил како, да речеме, денешен Њу Јорк или Лондон, меѓународен центар каде што филозофијата и реториката биле како спорт. Луѓето ги следеле говорниците како што денес следат рок звезди. Значи, кога ќе се појави некој како Аполос, кој во изворот е описан како речит и вешт во писмата, најверојатно образован во Александриската школа, познат по својот елоквентен и софистициран стил, луѓето природно формираат фан клуб околу него. Од друга страна го имаме Павле кој самиот признава дека не е вешт говорник. Проблемот не е само теолошки, туку е и длабоко културен. Тие ги оценувале водачите според световни критериуми за мудрост и елоквентност. Точно. Но одговорот на Павле не е културен, туку е радикално антикултурен и теолошки. Тој не вели: обидете се да го цените и мојот стил, ве молам. Тој вели: јас намерно не дојдов кај вас со возвишена мудрост, туку само со Христос и тоа е распнатиот. Пораката за распнатиот Месија била лудост за грците, токму затоа што таа целосно ги уривала нивните културни вредности на мудрост, моќ и реторика. Значи, Павле го користи нивниот културен проблем за да ја изнесе својата најдлабока теолошка поента. Божјата мудрост изгледа како лудост за светот. Тој го превртува нивниот систем на вредности наопаку. А тоа е теолошки потек, не социолошка анализа. Да, ама за да го разбереме радикалниот карактер на тој теолошки потек, мора прво да го разбереме системот на вредности што тој го напаѓа. Ако не знаеме колку коринтјаните ја ценеле човечката мудрост, не можеме да сватиме колку шокантно звучала пораката за лудоста на крстот. Неговата теологија е оформена против специфична историска реалност на Коринт. Тие не се меѓусебно исклучиви, тие се во диалог. Се игнорира историскиот партнер во тој диалог, значи да се слуша само половина од разговорот. На крајот, и Исаија и Павле зборуваат на конкретни луѓе, во конкретни кризи, нудејќи им не абстрактна надеж, туку конкретен пат напред. Надеж. И јас тврдам дека таа надеж, иако се раѓа во криза, секогаш гледа подалеку од неа. Таа не е само оптимизам дека работите ќе се средат. Коментарот ја цитира извонредната изјава на Андре Шураки дека надежта е сеќавање на иднината. Тоа е прекрасна дефиниција.
Тоа значи дека надежта се заснова на верата во крајниот Божји план, во неговата конечна победа. Та иднина е толку сигурна што станува сеќавање, нешто што веќе го знаеме и што го обликува нашето сегашно дејствување. Тоа им дава сила на луѓето да ги пребродат сите моментални кризи, бидејќи знаат дека кризата не е крај на приказната. Текстовите се, како што вели Табу, вистинска проповед за надежта која се темели на Божјата верност, а не на минливите историски околности. Која есхатолошка иднина. Таа е цврсто, речиси брутално вкоренета во конкретни историски сеќавања. Зошто Исаија го користи примерот со победата на Гедеон над мадијамците? Тоа не е само убава приказна. Исаија му вели на цар Ахас: се сеќаваш на приказната за Гедеон. Тој не победи со огромна војска и сојузници, туку со Божја интервенција кога се изгледаше изгубено. Ова не е само теологија, ова е директна политичка и воена стратегија, доверба наместо сојузништва. Историјата овде е алатка за обликување на сегашноста. Повикот што се провлекува низ целиот Стар Завет, пази да не заборавиш што Господ направи за тебе. Не е повик за размислување за општ теолошки принцип. Тоа е повик за сеќавање на конкретни историски дела на избавување. Надежта произлегува од убедувањето дека Бог, кој дејствувал во минатото на опиплив начин, ќе дејствува повторно во сегашната криза. Без историските сеќавања, теолошката надеж станува празна желба. Јас не негирам дека сеќавањето е важно, но тоа е темелот, не целата зграда. Сеќавањето на минатите дела на Бог дала доверба во неговите идни ветувања. Но фокусот е на ветувањето. Псалмистот во Псалм 27 вели: верувам дека ќе ја видам добрината Господова во земјата на живите. Тој не се сеќава само на минатото, тој гледа кон иднината со сигурност. Сеќавањето на иднината значи дека Божјото ветување за конечна победа е толку цврсто што има иста тежина како историски настан што веќе се случил. Токму тоа е она што ја прави надежта толку моќна. Таа не само повторување на минатото, туку исчекување на нешто ново и поголемо што Бог ќе го направи, а што е во согласно со неговиот карактер покажан во минатото. Добро, но тоа ново и поголемо секогаш се случува во рамките на историјата. Ветувањето не е за бегство од историјата, туку за трансформација во неа. Кога Исаија зборува за кнез на мирот, тој зборува за конкретно владење кое ќе донесе правда и мир на земјата. Кога Павле зборува за единство, тој зборува за тоа како луѓето треба да живеат заедно во градот Коринт. Божјиот план не се одвива некаде над облаците, туку во калта и прашината на човечката историја, во политичките кризи и во црковните расправи. Теологијата која се одвојува од таа конкретност ризикува да стане, нерелевантна. Надежта е доверба дека Бог е верен во нашата историја, а не и покрај неа. Кога ќе се повлечеме еден чекор наназад и ќе ги погледнеме сите овие текстови заедно, што е заедничката нишка? За мене, тоа е несомнено кохерентниот наратив за Божјото ослободително ветување. Тој наратив се протега низ вековите, поврзувајќи ги стравовите на цар Ахас со расправиите во Коринт и ги насочува кон една точка – доаѓањето на Исус како големата светлина за сите народи. Историските детали, иако се просветлувачки и суштински, на крајот постојат за да служат и да ја илустрираат оваа поголема, универзална теолошка вистина. А јас и понатаму сметам дека таа голема вистина е бесмислена без наизиното втемелување во конкретното. Целосното разбирање на овие текстови бара да ги сватиме сериозно како одговори на реални, историски, политички и општествени кризи. Игнорирањето на асирската закана или културата на Коринт не е само губење на детали, туку е губење на самата суштина. Теолошкото значење не лебди над историјата, туку извира директно од неа, како одговор на конкретните човечки потреби и Божјата интервенција во времето. Сепак, очигледно е дека овие две перспективи не се нужно меѓусебно исклучиви, туку се во постојан диалог.
Толкувањето на овие древни текстови вклучува постојано движење помеѓу нивниот оригинален свет и нивното значење за подоснежните генерации. Материјалот пред нас, со својата слоевитост, покажува дека секогаш има уште простор за истражување и размислување за тоа како минатото го осветлува нашето сегашно разбирање на верата и надеж.